До крајот на годинава земјоделците можат да достават барања за легализација на изградени објекти, фарми на градежно земјиште. Со измените на Законот за постапување со бесправно изградените објекти, рокот за легализација на диво изградените објекти е продолжен за 1 година. Барањата за легализација треба да се поднесат во општините на живење. Министерството за земјоделство соопшти дека продолжувањето на рокот е со цел да се опфатат што поголем број граѓани кои досега не ја завршиле постапката за легализација. Од Министерството за земјоделство велат дека фермерите кои што имаат нелегализирани објекти треба да искористат оваа шанса со добивањето на катастарски лист, односно имотен лист. Овие земјоделци ќе добијат и финансиска вредност за фармите. Со тоа ќе може да подигнуваат и кредити за модернизација на производството. Од друга страна, на тој начин ќе може да учествуваат и во добивање поддршка како од националните, така и од ИПАРД програмата финансирана со пари од Европската унија. Според Законот за земјоделско земјиште, право на легализација имаат објекти за примарна обработка на земјоделски производи, односно градби наменети за одгледување добиток и риби, за ветеринарно здравство и здравствена заштита на луѓе, за сместување на опрема за одржување на квалитетот на водата и животната средина, лаборатории, за преработка на примарни земјоделски сточарски производи и риби, за сместување на опрема за следење на квалитетот и безбедноста на примарните сточарски земјоделски производи и на производите добиени од нивна преработка, за сместување и одржување земјоделска механизација, приклучна опрема и други превозни средства, настрешници и така натаму.